Здраве, тоа е се на Канал 8. Добро дојдовте. Вечерва зборуваме за кардиолошките заболувања со акцент на стекнатите срцеви недостатоци. Наш вечерашен гостин е доктор Златко Стоименов, специјалист интернист во приватната здравствена установа во Штип. Доктор Златко Стоименов. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Поздрав на вашите гледачи и на вас. Добро дојдовте во Штип. Ќе зборуваме за оние актуелни состојби кои ги мачат пациентите, на кои најчесто се жалат. Вие споменавте кога се договаравме околу емисијата дека ќе ставиме акцент на залистоците, да објасниме прво што се залистоци и кои се болести на залистоците на срцето. Па ми се чини дека во денешната она пропаганда позитивна за болестите, бидејќи водечки фактор за смртноста во светот и во државата се кардиоваскуларните заболувања, а пред се таа водечка смртност се должи на заболувањето на крвните садови на срцето, па и на мозокот и на другите крвни садови. Овој дел од кардиологијата како да е малку запоставен и затоа мислам дека добро би било да и за него понекогаш разговараме, бидејќи тој важен. Навременото откривање на состојбите е многу важно, соодветното следење на состојбите е многу важно, бидејќи често тука се вмешува најчесто кардиохирургијата како метода, а во последно време и новата метода која се случи на клиниката за кардиологија, кога со инвазивна кардиологија се метна нови залистоци на пациент. Значи не со кардиохируршки соотварање со класична хирургија, него преку влегување преку артеријата од раката се вметнаа нови залистоци, што е една, да кажеме, револуција, нов момент во медицината, тренд кој од запад верувам во иднина ќе дојде и кај нас. Затоа веднаш да кажеме она што го прашавте, кои се тие залистоци. Значи залистоците ги има на повеќе места во организмот, меѓутоа главно оние кои ни интересираат ги има скоро на малите, на сите поголеми крвни садови, меѓутоа оние што се од наш интерес се залистоците на срцето. Значи сите крвни садови што влегуваат во срцето и што излегуваат од срцето, на влезот и на излезот имаат залистоци. Исто така внатре во срцето има залистоци на меѓу левата предкомора и левата комора и меѓу левата и десната предкомора и комора. Што се тоа? Тоа се дупликатури, ние велиме, или да упростиме, тоа се тенки ливчиња од ткиво кои се отвараат и затвараат. На тој начин ја го одржуваат правецот на крвта. Упростено речено, не дозволува да се мечат чистата и нечистата крв, иако не е буквално баш така. Значи крвта која доаѓа од целото тело се збира и залистоците се отвараат, влегуваат во срцето, таа крв. Тоа испумпува кон белите дробови, се прочистува. Тука при дишењето исто така не дава да се враќа назад од белите дробови, повторно оди напред. Од белите дробови прочистената крв оди преку крвните садови во другиот дел на срцето, во левата комора, од каде се испумпува кон целото тело и тука повторно залистоците се отвараат, затвараат и не даваат таа да се враќа, односно затоа велиме да не мешање на она прочистената и непрочистената. Значи голема функција имаат залистоците. Огромна функција и нивното функционирање е многу важно за функционирање нормално на срцето и ако земеме дека срцето пред се основна функција му е пумпа, да испумпува крв, да ги снабдува со крв сите органи, значи може да тоа е еден важен дел на таа пумпа кој ако не е во ред дава последици по самото срце и по целиот организам како реперкусија. Во емисијата ќе се задржиме токму на тие мани на овие залистоци за кои зборуваме. Имаме ли повеќе мани или недостатоци на залистоците и секако ќе зборуваме и за причините кои може да доведат до таквите мани кои му сметаат на срцето и на самиот човек? Да. Веднаш да ви кажам дека имат вродени срцеви мани, каде што веднаш се раѓаат бебињата со срцеви мани и не би било компетентно од мене да зборувам за таквите, бидејќи тоа е дел од кардиологијата која проучуваат педиатрите. Всушност и затоа прво оно што кога ќе се породи жената,
се очекува посета веднаш во првите часови на педијатарот за да утврди дали веќе има знаци за некои пореметувања меѓу кои срцевите мани, дали има шумови и слично кои се слушаат при такви состојби. Значи тоа е предмет на интерес на педијатријата и педијатријата си има свој третман. Меѓутоа, ние во оваа емисија кардиологијата повеќе се занимава со оние стекнатите. Па со стекнатите и за останатите полесни срцеви мани на залистоците кои не ги откриваме во раната фаза бидејќи не даваат големи реперкусии, меѓутоа со текот на времето се повеќе се манифестираат и доведуваат до последици и до симптоми кога ги откриваме дека биле всушност вродени во подоснежните години од животот. Кои се болести? Значи, од самото оно што го опишав на почетокот за нив, како функционираат залистоците, главно јас би ги поделил во два основни дела. Значи, залистоците може да се оштетат така од разни патолошки состојби и болести, што при затварањето нема добро да се затвараат. Значи, отвараат, крвта оди напред и кога затвараат да нема враќање на крвта, имаме недобро затварање и враќање на мласт на крвта кон назад. Тоа пропуштање со текот на времето дава реперкусии по оптоварување на срцето, на коморите, на предкоморите, на белите дробови во зависност од тоа кој залисток е. Другата група е кога тие заради различни причини и болести стекнати во текот на животот, тие сраснуваат меѓу себе. При атаките на тие болести сраснуваат листовите и не препуштаат доволно крв напред. И кога се отвараат, кога треба крвта да помине кон напред, да го снабдуваат телото, тие се всушност пречка. Значи тоа се отприлики двете главни состојби, иако постојат меѓу состојби, комбинирани состојби и најчесто оно што го среќаваме во праксата е дека стекнатите болести на залистоците во најголем број се комбинирани. Што значи тоа? Да речеме, имаме заболување на залистокот на така наречениот митрален залисток меѓу левата комора и левата предкомора и левата комора, меѓутоа во исто време често имаме оштетување на залистокот на аортата, кој исто така е составен од 3 ливчиња и може во исто време и дури и да има и на залистокот меѓу предкомората и десната комора и предкомора. Значи имаме комбинации разни. Диагностиката всушност треба да процени кој од тие комбинации, кој доминира, колку е, што е и кои се медицинските решенија за тоа. Ке зборуваме за тоа, но дали можат пациентите да ги препознаат ваквите мани или недостатоци на залистоците, да се јават кај лекар, по кои симптоми може да препознаат и навреме да се јават и кои се последиците доколку ненавремено не се излечат? Значи, пред да навлезам да одговорам на вашето прашање, само ќе ви кажам неколку реченици кои се причинителите, за да можете да ги разберете некои работи од тоа. Причинители за стегнатите најчесто се реуматската болест, реуматската треска, која во атаки ги напаѓа и срцевите структури, пред се ендокардот од кој се составени залистоците. Неколку наврати на болки во зглобовите, отечени болки во зглобовите, потекнати од крајници, од стрептококна бактерија, неколку пати обраќајте ми внимание на зглобовите. Ако не го диагностицираме, со текот на времето тие ги прават атаки на залистоците и ги или скратуваат, или ги сраснуваат. И спрема тоа кој е процесот, ние добиваме или пропуштање кон назад, или добиваме сраснување и стеснување на тие залистоци. Значи, отприлики, реуматската треска е еден од најголемите причинители за ваквата состојба. И другите инфекции, бактериски и вирусни, може да бидат опасност и да влијаат. Разни бактерии кои ќе навлезат преку крвта во срцето, можат исто така да направат вакви промени, меѓутоа она што е тренд во светот во последните 20 до 30 години што е променето, што имаме пат со развитокот на свеста за реуматската треска и состојбата со лекувањето на крајниците и бактериските инфекции во грлото, пат на ваквите реуматски заболувања на залистоците со пораст на атеросклеротско оштетување на залистоците. Значи,
оние ризик фактори кои се за запушување на крвните садови. Мастите, шеќерната болест, високиот крвен притисок го оптоваруваат и срцето. Со оптоварувањето на срцето, тоа влијае на залистоците да работат појако, посилно, поинтензивно, се ствараат процеси на склероза, се наложат масти често во нив и таа склероза, како што напредуваат годините, доведува до нивно оштетување и скрчување. И токму затоа се случуваат овие се две главни, причини, иако постојат други, заради кои се случуваат. Денешната, например, кардиохирургија, веќе се повеќе добива пациенти склеротски оштетени залистоци, кај повозрасни пациенти, додека порано било обратно, кога се добивале повеќе пациенти кои од младоста носат оштетување на залистоците и во подоцнешните години доводи до попуштање, до влошување на состојбата и до кардиохируршка интервенција. Вашето прашање беше како да ги препознаеме. Тоа е многу важно, нели, да објасниме на пациентите. Видите, голем дел од нив зависи од степенот. Има, веднаш пројавуваат симптоми ако се тешки. Полесните не пројавуваат симптоми, со текот на времето напредуваат и почнуваат да се појавуваат првите симптоми. Нема специфични симптоми кои ги препознале пациентите, меѓутоа, сите оние пациенти кои од необјасними причини се замараат, не може да издржат физички напор кој одговара за нивните години. Сите оние пациенти кои чувствуваат прерипање во срцето, нелагодност, недостаток на воздух, се тоа симптоми кои треба да ги доведат до лекарската ординација. Таму во лекарската, во општата ординација, во најмала рака треба да се препознае шумот кој го ствараат ваквите срцеви маани и да се, што ќе биде влезна врата за понатамошни, пообсежни испитувања со кои ќе се види состојбата. Медицината денеска, за разлика од, да речеме, пред 20-30 години, кога конечната диагноза се донесуваше во главно со катетеризација, со влегување во срцето, со катетри, мерење на притисоците и разликување на маните, денеска со модерната апаратура тоа лесно го прави. Кои се методите на диагностика? Методите пред се веќе имаме промени и на самото ЕКГ, на самите може да имаме и на предиспитување на аускултацијата, меѓутоа ехокардиографијата е сосема доволен, одличен метод кој кажува има или нема. Додатна квантификација може да се направи со компјутерска томографија на коронарните, на крвните садови. Например, ако се работи за една проширена аорта, па заради тоа има пропуштање, тоа ќе се убаво види од каде до каде со компјутерска томографија, кои се денеска исто така многу сензибилни, многу мокни методи со кои убаво се разгледуваат садовите и се анализираат во цел дел. Значи, ехото е сосема доволно. Ехокардиографијата ги... Самиот интерес може би проценува дали само ехо е доволно или може би на некои други... Па не, видите сега, ехокардиографијата си има јасни критериуми. Го оценуваат, например, степенот на оштетување. Дали е лесен за следење, дали е средно тежок, кога имаме и следење, и лекување, и одредена терапија, или е тежок степен, кога веќе треба да го градираме и да оценуваме дали е за кардиохируршка третман. За жал се уште во нашата популација постоја и четврти стадиум, тоа е кога се испуштат сите овие стадиуми и кога доаѓаме кај луѓе со оштетени залистоци за кои веќе е дотна интервенцијата, тогаш се пробува колку што се може со лекови, со терапија, за да евентуално за подобрување и продолжување на животот на пациентот. Кои може да бидат последиците од нелекувани залистоци? Па вака сега. Прво, залистоците може да бидат оштетени и од друга болест, значи шеќерната болест, ако даде заболување на срцевиот мускул или висока и од крвен притисок, ако не се лекува доволно време, тој го задебелува срцевиот мускул, ја постојано оптоварува излезот кај аортата, ја проширува и тоа самото проширување ќе ги раздвои нив и дава веќе срцева мана. Значи и некои секундарни болести донесуваат до вакви мани. Меѓутоа, суштината е кои последици ги даваат. Последиците кои ги даваат тоа се оптоварување на срцевиот мускул. Значи, овој мускул, еве имате вие сега е тренд теретаните. Еден мускул кога постојано вежба, тој хипертрофира. Се здебелува. И во прво време тоа е добро. Меѓутоа, ако вие не го одморите тој мускул,
како што е срцев и мускул, постепено ќе се оштетува, ќе попушта и на крајот ќе почне проширување и немокно работење на тој мускул. Затоа треба да се, ако не се реши проблемот со оптоварување на срцето, тогаш ќе добиеме последици ослабено срце, прво ќе добиеме оптоварено срце, па ослабено срце, кога веќе во оној стадиум кога нашата интервенција е прашање колку ќе му доведе ново здравје на пациентот. Затоа треба да ги изградираме тие стадиуми, дали е безопасен стадиум, еден шум, една состојба, едно оштетување на залистокот, кое може да се јави без последици и да го следиме и можеби пациенти имаме со долг живот кои има, да речеме, оштетување од реуматска треска кое е мало и кое живеат нормално колку и сите други луѓе. Меѓутоа, тоа мора да се изградира, да се објасни на пациентот и лекарот да е чист дека е тој стадиум. Значи, третманот може да биде. Односно третманот, така. Да, третманот према тоа може да биде. И само следење на состојбата кај малите оштетувања и лекување со лекови за да се намали тоа оптоварување, се добие повеќе во време, во рана, да имаме подолга рана фаза за евентуално, ако дојде до кардиохирушка интервенција и замена на залистокот, да му дадеме на пациентот да го направи во подобро срце, со подобра состојба на срцето, а во подосенжите години. Бидејќи и тие залистоци имаат одредена доза. Друго е некој кој треба да го направиме залисток, кој треба да во организмот, да речем на 20-30 години, треба да е во организмот 50-60 години по тоа, и друго е кога ќе го направиме тоа на 60 години, па за 20 години кога е потребата од вештачки залисток. Споменавте хируршка интервенција. Кога е потребно да се направи интервенција на залистоците? Секако дека тоа одредува интернист, но... Да. Значи, кога веќе влегува во тешко оштетување. Што значи тоа? Тоа значи дека оштетување на залистокот дава оптоварување веќе и позади него мускулот или структурите пред него, оптоварувањето ги оштетува. Тоа оптоварување напредува и ние го оцениме спрема одредени параметри, колкови се притисоците во артериите, во срцевите комори, и ако тие ги не одминуваат јасните критериуми, тогаш одиме на репласман, односно на метнување на или биопротеза или вештачки залисток направен од протеза, вистинска протеза. Колку може тој пациент после да биде нормален во движењата, во секојдневните активности? Видите, денеска кардиохирургијата како наука напредна, дојде до фаза кога таа веќе со неинвазивни методи може да ја зборуваме за интервенциите. Така да не мислам, него веќе смртноста од кардиохируршки интервенции е на коректно ниво, многу ниска смртноста, се успешни се кардиохируршките интервенции од една страна, од друга страна сите пациенти добиваат во главном поквалитетен живот, посебно оние со веќе почетни знаци на оптоварување на срце, на оштетување, тие го веќе осеќаат веќе после операцијата, полесно дишат, ги немаат аритмиите често и слично. Оно што физичка активност може да изведуваат. Зависи која фаза, која мана се коригира и што. Мора да кажеме дека на ова мораме да додадеме дека ни се провлекуваат во текот на времето и вродени кои ги откриваме на возрастни години. Тоа се, например, често влегувајќи во така наречената аортна стеноза, значи кога имаме скратена, намалена сраснување на залистоците на аортата, ние мораме да ги отвориме за да може крвта од срцето да се испумпува кон телото. Значи, најголемиот крвен сат, аортата излегува од срцето и ја носи крвта кон сите крвни садови. Ако тука имаме пречка на влезот, ние мора да ја оттргнеме таа пречка. Често при откривањето на ваквите пациенти, рачунајќи дека тоа стекнато со реуматска треска, наоѓаме дека тоа се всушност бикуспидни залистоци, или да го преведам, 2 залистока место 3. Значи пациентот се родил место со 2 залистока, тие давале мало оптоварување во младите години, меѓутоа веќе од 25 години натаму даваат веќе поголеми оптоварувања, ние ги откриваме и таквите
залистоци, всушност се вродените мани кои ни се провлекуваат, кои зборувавме понапред во емисијата, ни се провлекуваат по повозрастни години. Јас ќе ви кажам еден пример со еден познат фудбалер. Тој фудбалер при слушување во авионот го испратија на детални испитувања. Иако спортистите се работи за многу вревен фудбалер кој и играше во најголемите европски екипи. Од Реал Мадрид, од Милан, од таквите, каде што за себе постојат големи стручни медицински тимови. При тоа случување од авионот го однесува во болница и надоа дека тој има прекината преграда меѓу двете предкомори. Значи има дупче, незараснато, вродено меѓу двете предкомори, тоа се санираше, денеска тоа лесно се решава. Сакам да кажам, до толку може да се промакнуваат некои вродени мани. Значи, тоа е откриено после долго години спорт, професионалец, после тренинзи. Значи, тоа е градацијата. На некои се манифестираат веќе на 12-13 години со помодрување, со неможност да одеме дење, со тешко дишење, веќе треба да преземе нешто медицината, додека кај некои на овој начин се провлекуваат. Тоа е лепезата на случаеви кои треба медицината да ги квантифицира, за да може да му каже на пациентот од сега натаму вака и така и тоа. На што треба да внимаваат пациентите кога веќе ќе имаат откриена болест на ваквите залистоци? Зависно во која фаза е, секако, меѓутоа и на оние со интервенции и на оние кои се со лекарства лекуваат. За оние од интервенции неминовно мора да внимаваат, бидејќи тие ги ставаме најчесто на протоколи во кои имаме антикоагулантна терапија, значи терапија по шема и тие постојано се на терапија по шема и тие мора да одат кај лекари. Зборувате и за исхраната и за физичката активност и за се. Меѓутоа за другите основно е да се у контакт со својот лекар. Значи, кога ќе дознаат дека имаат и да ги следат препораките, бидејќи ние имаме стручни критериуми и мораме да ги следиме нив и ги предаваме на пациентот. Значи, ако велиме дека треба да доаѓа на 6 месеца, да доаѓа на преглед на 6 месеца, ако треба да има една одредена заштитна терапија, превентивна, да ја применува, ако треба да диететска исхрана, секако здравата храна ја препорачуваме ние на здравите луѓе, да не зборуваме за нив, меѓутоа на нив ќе дадеме некои порестриктивни мерки у однос на исхраната, у однос на телесната тежина, у однос на физичката активност. Оти многу е тешко сега кој можеби ќе го лимитираме со физичка активност, а ќе треба да нема прекумерна тежина. Така да тие работи мора да ги води стручно лице за да може да добијат вистински смер за да пациентот што подолго го сочуваме во добра состојба и правовремено интервенираме во корист на пациентот. Вие постојано сте во контакт со пациентите во овој период, кои се актуелни болести на кои се најмногу жалат пациентите? Ние сме во период на респираторни инфекции, на вирусни инфекции, на грипозни состојби. Тоа се помне, да. Меѓутоа после празникот имавме, верувам дека сличен третија и во Кочани, према она што се случуваше во Штип, имавме случаеви на зголемени кардиоваскуларни инциденти, срцеви удари и болести од страна на срцето. На што се дължи, што ми се чини дека главно беше односот кон исхраната, прејадувањето за празниците, недисциплинираноста и сличните активности, претераната злоупотреба на алкохол, на цигари. Мислам дека во тој период има влијание да порасне бројот на срцеви удари и на кардиоваскуларни, така да сметам дека сме се уште во таков период каде што имаме вакви болни, се уште имаме доста болни кои се од кардиоваскуларни заболувања, иако за мене очекувам период да биде тоа на преодот некаде мај-јуни месец, да се зголеми тој број и овој период имаше малку повеќе. Така да луѓето со висок притисок исто така имаа проблеми. Тоа се главните патолошки состојби кои ги полнат амбулантите. Ако на тоа да се додаде дека она што го реков напред има доста вирусни состојби, има доста инфекции, тие пак ги влошуваат хронично болните од срцеви заболувања, а посебно жртва се овие за кои зборуваме со оштетени залистоци, каде што имаме веќе попуштање на срцевиот мускул и тие се најчесто оние во четвртата фаза, кога не се операбилни, кога е попуштено срцето, кога ги лекуваме, тие се најчестите жртви при грипозни состојби, при топлотни удари
при големи жештини во лето, при нагли студови, при магли, всушност и тие се луѓето жртви на овие непогоди. Или овие неколку свински грип и слични од инфективно што ги имавме болести неколку во овој период, гледате дека се тоа беа луѓе или со комбинирани срцеви мани, со шеќерна болест и срцеви мани. Всушност и затоа треба посебно тие да внимаваат на своето здравје, на времено да се пријавуваат, а и ние да имаме посебно внимание кон нив како посебно ризична група. Често вие лекарите знаете да кажете и да констатирате дека се намалува и старосната граница на лица кои се жалат на ваквите појави кои ги сега кажавте. Има ли млади пациенти кои... Има, од секогаш имало, јас малку не сум застапник за таа теорија, бидејќи тргнувам тоа дека постојано, постепено расте границата, смртноста, годините на староста, на смртноста просечни на македонското население. Значи па тоа е поглавен податок ние по кој може а секогаш секоја средина е возбудува кога ќе се случи на млад човек. Тоа се случувало, мислам дека информативноста е поголема. Медицината е напредната во својата диагностика. Порано немаше такви информации, немаше таква диагностика да знаеме што се. Мислам дека не е тоа алармантно, алармантното можеби е она што нашето население не е на ниво на развиена земја во однос на превентивата. Ваквите акции како што се здрава храна, акции за физичка активност се добри, меѓутоа се уште мислам дека не се доволно расширени во нашата популација, се уште мислам дека сме меѓу земјите најлошо рангирани во Европа со пушењето, така да сите тие моменти придонесуваат за се уште да имаме случаи кога млади починуваат. Вие споменавте дека многу е важна превенцијата тука во овие кардиоваскуларни заболувања и за намалување на старосната граница да не се појавуваат кај млади луѓе. Што треба да се преземе во однос на превенцијата? Па вака сега, значи имаме ли превенција за вакви заболувања? Има како нема и таа треба да се применува и има два вида примери. Ние сеќаваме во праксата луѓе кои добро применувале превентивата и се спасени од ваквите мани. Едноставно почнале маните да се создаваат и застанали и тие функционираат на ниво на здрави луѓе и гледаме луѓе кои запуштиле својата превенција, не одговориле соодветно и кога последици се такви како што кажавме за залисоците. Често големо оштетување со последици и одење кон кардиохируршки третман. Што е превенцијата? Превенцијата се случува во младите години. Значи, може со низа испитувања да се одвојат групата на ризични луѓе кои можат преку реуматската треска да имаат реакција на срцето. Има соодветни испитувања, лабораториски и преку тие параметри се открива таа група на луѓе. Оние кои заболуваат од реуматско заболување, кои луѓе се стават на ваква превентивна терапија и она е, можеби сте чуле за неа и ја знаете, тоа е она месечна инекција кога ставаме на 21 ден депопеницилин, кој ги постојано заштитува од стрептококот и предизвикувачот на ваквото заболување. И обично таа превенција оде некаде до полнолетноста, до 18 години. Но тоа е на луѓето кои се во ризик фактори, така ли? На децата кои сме ги открили дека спаѓаат во ризик факторите во луѓе кои почнале со реакција на реуматска треска. Тоа е едната група. Второто, она што често гледаме, дека тонзилектомијата, вадењето на крајниците, кај таквите луѓе, всушност ги спасила. Таквите крајници, тонзили, кои се депо на такви повеќе се штетни отколку корисни, со хронично едно воспаление кое дава вакви реакции кон срцето, често гледаме дека нивната остранување на 4 годишна, на 5 годишна возраст, кога прегледуваме некој 35 годишен пациент, гледаме се уште трага од една реуматска треска на залисоците, меѓутоа тоа е минимално и тие се на ниво на здрави личности. Значи тоа отприлики превентивата во однос на реуматската треска, додека превентивата во однос на онаа склеротска група, која кажавме
како што се сраснувањето заради склероза или попуштањето заради склероза, е сушност превентивата која ја исполнуваме кај и другите кардиоваскуларни заболувања во однос на здравата исхрана, за правилен за доста физичка активност, за контролирање на шеќерот, мастите и крвниот притисок, секако тука и борење против стресот секојдневен во животот, односно една добра психичка состојба, рамнотежа, убава животна би помогнала. Докторе, колку можат добри едукативни предавања, па и за младите, па и за возрастните, да помогнат во спречување на ваквите болести? Апсолутно, медицината стои зад предавањето. Сметам дека и ваквите емисии кои ги правите вие се еден вид предавања. Сметам дека треба да слегнеме и кај најмладата генерација, таа е најлесно се индоктринира со вистински вредности, со правилни вредности. Ако се слегнеме кај нив, тие брзо прифаќаат и мислам дека на нив треба да им се објаснува што почесто и повеќе. Треба да сме присутни кај младите, да развиваме правилни навики во однос на начинот на живот и мислам дека тоа ќе дава се повеќе и повеќе резултати ако имаме предвид дека и диагностиката оди напред, и терапијата, медицинската наука оди. Значи тоа се два паралелни системи кои ќе дојдат до смалување на ваквите мани. Јас ќе се заблагодарам што одвоивте време и покрај вашата ангажираност тука во поликлиниката, сепак да, како што рековте, едукативно предавање да извршиме со оваа емисија за болестите на залистоците. Ќе зборуваме понатаму и за други теми, има зашто да се зборува со интернист. Има, да, благодарам на вашето интересирање за нашите проблеми. Ќе обработиме други теми, сме обработували и досега, ќе се работуваме понатаму. Благодарам на вас и добро е што се интересирате за нашите проблеми, да бидете спона меѓу нас и пациентите. Тоа се проблемите секако на пациентите, да. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравјето е се на Канал 8. Наш вечерашен гостин беше доктор Златко Стојминов од приватната здравствена установа во Штип. Зборувавме за недостатоци на залистоците на срцето. Се гледаме следната среда во истиот термин, но со различни гости. Довидување.